спортската медицина е задолжителен сегмент од активноста на луѓето, без разлика дали станува збор за професионално занимавање со спорт или за рекреативно занимавање со некоја физичка активност. Ова утро гостин во емисијата Македонија наутро е професор доктор Јасмина Плунцевич Глигоровска, па најповикана да зборува за оваа тема. Добро утро, добро дојдовте во нашата емисија. Добро утро, добро е најдов. Спортската медицина, задолжителен сегмент на спортот, меѓутоа не само на спортот, туку и на сите други физички активности. Секој еден човек пред да почне да се занимава со каква било физичка активност која што предпоставува поголем интензитет од качување по скали, од пешачење, би требало прво да направи еден преглед на спортска медицина. Да, тоа би било идеално, особено ако под секој еден човек подразбираме особа постара од 40 години или помлади особи кои што имаат некои здравствени проблеми. Физичка активност по дефиниција представува секоја активност направена нормално со скелетна мускулатура, при која што се троши енергија повеќе отколку во мирување. Па во однос на некои квалитети на физичка активност, таа може да биде основна, базална, може да биде рекреативна, може да биде спортска. Улогата на физичката активност, освен што уживаме во неја, или уживаат тие што ја практикуваат, е и што има големи здравствени бенефити. Но за да го избегнеме ризикот од евентуална повреда или нарушување на здравието, доколку постои некоја основа, веќе некоја медицинска состојба која што со физичка активност би можела да се влоши, тука на сцена настапува спортската медицина. Спортска медицина е една од поновите гранки во медицината, бидејќи во некои последни неколку децении од современото живење, спортот и физичката активност стана многу популарни и затоа и спортската медицина заедно со развитокот на спортот се развива и спортската медицина како медицинска гранка чија улога е да го штити здравието на спортистите и сите останати кои што се занимаваат со физичка активност. Преглед на спортска медицина би требало да направат и оние кои што се соочуваат со некаква состојба, меѓутоа и оние кои што не се соочуваат со некакви здравствени потешкоти, затоа што има многу ситуации со организмот, сега тоа како стручно се вели, вие ќе кажете, нели, кои што се кријат во нашиот организам, кои што ние не знаеме дека ги носиме со себе, кои што се потенцијални каписли во организмот и кои што може да доведат до некакво влошување на некоја состојба на телото, нели, на некој дел од телото, орган или мускул или како и да е. Затоа би требало навреме да се открие, да се превенира, што е подобро се разбира, нели, отколку да се лечи, затоа треба редовно да се прават овие прегледи на одреден период кој што вие докторите ќе го установите. Така. Во спортската медицина постојат тие така наречени од англиска терминологија предпартипациони прегледи, кои што во нашата земја на жалост не се определени, не се дадени критериумите од медицинската фела, туку повеќе со нив управуваат сојузите, па во зависност од видот на спортот, одредени сојузи захтеваат од своите спортисти на одреден временски период да ги прават овие прегледи. Во светот, во богатиот западен свет, оно што го сметаме ние за поразвиен од нас, овие прегледи се многу поретки, да кажам систематските спортско-медицински прегледи, заради цената на коштање, тие се многу поретки и достапни се само на врвните спортисти. За среќа во нашата земја, иако ние сме склони да се жалиме, нели, на нашето здравство, овие прегледи се достапни на сите. Секој што сака да спортува може да го направи овој преглед, кој што се состои од неколку
чекори, неколку фази со кои што ние добиваме увид во моменталната здравствена состојба на испитаникот, односно на спортистот, рекреативецот, и имаме шанса, прилика да откриеме дали постои и некое заболување кое што би било контраиндикација за учествување во спортот. За среќа, тие случаи се многу ретки, но сепак наша задача е да ги бараме и затоа се прават тие практично скрининг спортско-медицински прегледи за да се открие некоја патолошка состојба, најчесто поврзана со кардиоваскуларниот систем, која што би можела да биде кобна за спортистот, бидејќи, како што кажав на почетокот, целта на физичката активност и на спортувањето е да го одржи доброто здравје, да го подобри здравјето, а не да го влоши. И што е многу важно, фреквенцијата мора да биде запазена на прегледите, да се слуша докторот, затоа што еве сведоци сме дека и во современиот спорт, каде што медицината е на највисокото можно познато ниво на човекот, на развој, се случуваат ситуации кога професионални спортисти ги губат животите во текот на надпреварите или за време на тренинзите. Значи треба често или онолку колку што е пропишано од страна на докторот да се прават овие прегледи. Така е, неопходно е да се прават редовни прегледи и спортистите, особено врвните спортисти, да соработуваат со лекарите, да не ги кријат евентуално и симптомите и сознанијата што ги имаат за личната и семејна историја за болеста, бидејќи некојаш од професионални причини може и тоа да се случи. Многу е тешко е да се откријат болестите кои што може да бидат опасни за здравјето или за животот на спортистот. Меѓутоа, сепак ако ги бараме, поголема е шансата да ги откриеме, него воопшто ако не ги бараме и ако оставиме на среќата, на судбината, дали здравјето на спортистот ќе остане на исто ниво. А во однос на, спомнавте за честотата на прегледите, и во светски рамки спортови кои што се понапорни и во кои што се спортистите повеќе изложени на екстремни физички напори, во нив од групните спортови спаѓаат кошарка и фудбал, се бара еднаш годишно да се прегледаат, додека останатите, доколку нема некоја субјективна причина, 2 пати годишно, додека кај нас, например, Сојузот за фудбалскиот сојуз им наложува на фудбалерите, на сите учесници кои што надпреварувачки се учествуваат во овој спорт на 4 месеци да прават прегледи, додека повеќето останати спортови прават на 6 месеци. Да, следното прашање е поврзано со фреквенцијата на прегледи и со желбата на спортистите или оние кои што се занимаваат со физичка активност. Дали доаѓаат луѓето на преглед на спортска медицина? Дали во Македонија луѓето, професионалците и рекреативците сакаат да се прегледуваат? Сакаат, според моето искуство, да. Ние на Институтот за физиологија при медицински факултет, сега да не се засрамам, да не кажам погрешна бројка, мислам веќе 35 години, ако не и повеќе, постои кабинет за функционална диагностика и имаме повеќе од 60.000 прегледи направено. Во главном тоа се најголемиот број од тие наши, не би можеле да ги наречеме ниту пациенти, бидејќи се здрави
здрави луѓе, али еве да ги наречам пациенти, клиенти, испитаници, во главном тренираат, значи се спортски активни, односно тренираат во рамки на некоја организиран клуб или тим. Многу поретко се индивидуалци кои што рекреативно се занимаваат со некој спорт и кои што имаат желба да си ја проверат и здравствената состојба, а и често се и љубопитни за објективизирање на својата кондиција, односно аеробна издржливост, која што исто така е мора да знаат каква состојба се за да знаат што да тренираат. Треба ли рекреативците да ги земеме како ако спортистите кои што се надпреваруваат организирано мора да се прегледаат, да споменеме за рекреативците, да ги земеме нив за пример. Треба ли тие да знаат дека мора да дојдат пред да практикуваат каква било физичка активност? Оние современи трендови, инсенети и слично, тие некакви високоинтензивни трензи се спроведуваат во некакви теретани од некакви тренери, не се секогаш лиценцирани. Треба ли да дојдат и да си го проверат здравјето, односно здравствената состојба, особено да речеме што имаат прекумерна телесна маса или слично, пред да почнат да се занимаваат со нека таква високоинтензивна активност? Секако дека треба. Не сум сигурна дали е тоа законски регулирано. Порано беше и законски регулирано да не може да тренираш во теретана, доколку немаш белешка, односно потврда од медицинска, така беше печатот во наше време. Се уште е таков печатот, меѓутоа реално тоа е тешко да се исполни, секој да го направи, секој да иде да го направи тој преглед, но јас искрено и добронамерно би им препорачала на сите особи над некоја возраст, ка биде тоа 40 години да заокружиме, кои што намераваат да вежбаат, се подразбира дека веќе рекреативно, бидејќи ретки се спортистите над таа возраст и за нив се малци построги критериумите, дали се уште може да се занимаваат со надпреварувачки спорт, да ги направат овие основни прегледи кои што се не се инвазивни, безболни, се даваат многу корисни информации, потоа може и да си го следат и напредокот од тренингот кој што го прават, за да знаат дали колку е успешен, дали се на прав пат со вежбањето. Може да добијат и индивидуални препораки што и како треба да тренираат. Во контекст на тоа што спомнавте, некои модерни трендови кои што изгледаат атрактивно и така некако гладиаторски. Цркалаат гуми од трактори, се качуваат по јажиња, прават чуда изгледаат. Од медицинска гледна точка, тие не би му ги препорачала на никому, бидејќи мислам дека се измислени за да се повредат, луѓето, дека нема да имаат ниту краткотраен, ниту долготраен ефект, освен забава која што може понатаму скапо да ги кошта од кога ќе повредат некој дел од мускулно-скелетниот систем. Науката е таа, науката за вежбањето и за физичката активност е таа. Човекот е тој со милениуми наназад. Не може да има толку голем напредок во, вие сте доктор, може да кажете, напредок во областа на физичката активност, ке кажеме, да не велиме фитнесот само или спортот, тоа може да бидат некои минимални осознанија кои што се дознаваат на одредени периоди, подолги периоди, од повеќе години, колку може некако фитнес стил да го смени, да го смени импактот што вежбата го има врз организмот. Вежбите се тие. Јас скоро прочитав еден цитат кој што ми привлече внимание од еден физиолог кој што добил Нобелова награда и неговата изјава е во смисла дека најточните податоци за науката, односно за физиологијата, не се наоѓаат во нашите книги кои што се дебели по 1500 и 2000 страни, туку во резултатите на елитните спортисти.
бидејќи елитните спортисти со надчовечки напори ги надминуваат оние физиолошки граници кои што докторите и кои што научниците сметаат дека се невозможни да се надминат. Сепак, елитни спортисти ги надминуваат, во некои спортови рекорди остануваат стари, не знам, по 30-40 години, а во некои границите се помераат се понапред и понапред, што е благодарение на добрата исхрана, добрата суплементација, а може би и спортската медицина. Меѓутоа, спортот генерално, професионалниот спорт не е корисен за здравието, односно може да биде и штетен. Умереното и континуираното вежбање е корисно за здравието. Најбитно е сите ние, колку што можеме во поголем број и повеќе, да најдеме некоја физичка активност која што ни прија и која што ќе можеме да ја применуваме подолго време, да не биде нешто краткотрајно, тешко, интензивно и кое што ќе не одбие за да вежбаме понатаму. Значи, битен е континуитет, најмалку 150 минути неделно умерено вежбање, најмалку за минималните бенефити, а колку што е повеќе, тоа ќе бидат поголеми бенефитите за нашето здравје.